дојдовте во Нов Асном во овие летни, вруки, жешки, августовски денови, каде што ние македонците имаме еден спомен од 13. август 2001, кога се потпиша срамниот Охридски договор, кој видно и темелно ја измени нашата држава, кој ни се протна како еден мировен договор, каде што ќе подобри меѓуетничкиот соживот, а 25 години подоцна владата имаше трибини и се фалеше со истиот дека е постигнат мир, меѓуетнички соживот, додека Дуи и Али Ахмети го славеа во Радуша пред споменикот на УЧК и Адем Ашари, кој се бореше за голема Албанија, во чии етнички граници беа се и делови од Македонија. Во исто време, ние сме оплеани со споменици на балистички нации колаборатори кои ги убиваа нашите дедовци во Втората светска војна, како што е споменикот во Симница на Джемо Хаса и многу имиња на улици кои се од кои ги носат имињата на балистичките соработницки колаборатори, и тоа ни е протнато како еден меѓуетнички соживот, нешто што е добро, а дали е навистина добро? Денес за тоа го имаме гостинот, блогерот кој има свое видување, Мишко Ливрински. Здраво, Сашо. Здраво. Благодарам на поканата. Благодарам и ти што се одзва. Значи, во овие топли, вруки, августовски денови, на Охридскиот договор, нешто што јас го осеќам како наметнат, тотално ја промени уставноста и државноста на нашава земја, и тие промени кои ни се сервираат како добри, во ствари, ако ги гледаме трезвено, рационално, ги имаме села аргументација да покажеме и докажеме дека не е така. Кој е твоето мислење? Ти имаш едно друго мало мислење. Да, за нас ни е потребно ново уставотворно собрание. Така е. Какво е тоа ново уставно собрание? Нов Асном, како што беше Асном некогаш. Значи тоа не е некој ќе рече што нова држава, што е. Значи тоа Франција го има 5 пати во својата историја правено. Да. Значи свикувано. Обично тоа се прави кога настануваат големи политички кризи, правни, економски, кога више државата е у колапс. Да. И тоа е причината да се направи ново, значи да се редефинира државата. Да се смени правниот систем, политичкиот. Така да тоа не е некоја страшна работа. Како што некој си мисли. Обично луѓето кои што ми сигурно добро вака како што е ситуацијата, тие нема да сакаат. Тоа мене ми е јасно, некому што му е добро, кој што има профит, кој што користи од ова, многу нормално дека нема да сака никакви промени. Нормално. Нас што не ни одговара, што неаме, само гледаме дека ни заглавува државата, ни се дави. Константно криза има, дали е тоа Гостивар, пред тоа Кочани, Тетовска болница, Ласкарти. Гостивар ситуацијата ви е, како да ви објаснам, неорганизирано општество, неорганизирана држава. Тоа ви е најголем показател. Меѓутоа, Охридскиот не врати во еден уредување од потеркот од 18 век, а тоа ни го сервираат како една светла европска иднина. Па со Охридскиот договор фактички ние добивме малцинството да владе и да управува со мнозинство, што историски никогаш не било така. Не само во поновата историја, не може да се вратиме до антика. Еве ќе ви покажам еден пример. Го имате во Стариот Завет. Евреите кога беа робови во Египет. Да. Нели прво дојдоа преку Јосиф како слободни луѓе. Меѓутоа што се случи со тек на години, со тек на времето, они се повеќе се размножуваа, се повеќе се и станува опасност за египетската држава. Ќе надвладеат над Египет. Значи, таков народ, значи одма ги претворија во робови. Да. Значи, тоа ти покажува дека не може малцинство или оно што не е доминицилен, што дошало овдека или што е малцинство, тебе да те управува со државата.
А при тоа да нема никаква идентификација со државата. Че проаѓаат коли свадби кога прават, знамења наредени албански. Мисли на Албанија, а треба ја да му давам секој месец плата од држава. Кај го има тоа? Ај нека иду у Швајцарија така. Не само што Германија. Мене ја имав прилика со еден случајно албанец од Швајцарија. И тоа беше пред 15 години, викам дај бе нешто среди ја да отидам тие младешки луди години. А вика седи си, вика тука нема поубаво од тука. Тоа мене после тоа ми текна, кога нема да плаќаш струја, кога нема да плаќаш вода, кога нема да идеш на работа, ќе зимаш плата. Многу нормално тоа у Швајцарија го нема. И нигде во западниот свет. Да. Не е само плаќањето, тука и политичката моќ, начинот како се носат од луѓето во државата. Се Охридскиот договор ни ги институционализира владењето на миноритетската заедница врз мајоритетската. Тоа е уставна категорија, каде што во минимум 4 области прво беа инсталирани Бадентер, а потоа со 2005 менување на уставот се етницизира судството и јавното обвинителство. Така да, значи не можеш ти без нивна одлука никој правно решение добиеш, ни еден закон ако не пројдеме. Тоа е, значи пак тоа го кажал, значи владење на малцинството над мнозинството. Што кажа, значи во историјата никогаш тоа го немало. Тоа не го вика тој од западни теоретичари поделба на моќта, че некоја таква теорија, меѓутоа тоа историски никогаш не постои. Знае у републики, поготово со републикански уредување, че мора да има стопан, мора да има нација. Тоа може во федерации, федеративни држави, како што беше Југославија. Па може на помалите народи, како што беа словенците и македонците, за разлика од другите, да им се даде нешто повеќе глас, затоа што се помали народи, помалу бројни. И тоа не е федерација. Ова е унитарна држава со републикански облик. Тоа никогаш го немало. Да. Така да и не само тоа, значи ние добивме уредување во кое се избриша Асномската преамбула, че ние станавме едно племе, нација, само една заедница. Која се очинува држава. Ние сме една од заедниците. И која нигдека не е призната надвор од оваа држава. Во соседните. Сегдека ја има, сите ги има тука, значи од соседните држави, а само нас не нема нигдека во соседството. И со Преспанскиот договор си ги избришавме префисот македонски. Се откажавме од истиот. Затоа имаме национални шуми, немаме македонски шуми. Немаме веќе Национална академија науки и уметности, национална телевизија. Така да. Но се започна со Охридскиот договор. Така, меѓутоа има и се започна со Охридскиот договор, меѓутоа има и местенки пред тоа. Ние се откажавме од малцинството уште 93. Точно. Променивме знаме. 95-та. Ставивме референца БРМ. Не знам колку знаеш, 98-ма Европска унија спушти државата во регистарот во Обединетите нации од држава во територија, збирна територија. Тоа беше, значи, отворено за као за војната. Че го направија за отворен скок за војната. Територијална поделба, значи, направивме 2004. Че многу фактори, значи, донесоа до ова, што беше држава, кој како доаѓа, што не ја прави што сака. Така да тие фактори више дојдоа да мора нешто да се превземе. Бидејќи ние не направивме уште едно на почетокот што можеше да се направи, 90-те тоа беше да се направи илустрација. Да. Онака како вистинска. Че не може нас, ако видите партииве, сите, значи, што до сега постојат, поготово тие 90-тите што се создадоа, ќе видите дека сите нив ги водат бивши комунисти. Затоа мојата теза, една од моите тези било дека фактички ние СДСМ како наследник на Сојузот на комунисти си владее со сите партии. Да. Значи, кој ќе видите Либерално-демократска партија, не знам, Стојан Андов, нивни човек, Дзинго, социјалистите беше нивни човек. Овие како се вика на Пенов беше порано, сега кој им е Черновски или кој им е? Исто Пенов, нивни човек.
И ВМРО више почнува да личи на тоа што беше Па СДС. многу од нив од да самовците се Па преселија, да. прелетаа во ВМРО. Така да ние значи фактички се глумиме дека демократија е едното исто. Да. Така да и тој фактор што више ние со со формирање на нов АСНОМ или уставотворно собрание ќе се направи забрана на тие доживотни политичари што не ни се тргаат више 20-30 години од политика и само они се прават дека само они може да ја водат држава. Као без нив ќе ја пропаднеме. Така да тоа е те се сите тие фактори што више доведуваат дека мора нешто да се превземе. Иначе ние ќе се останеме, не знам до кај ќе иде ситуацијава, или ќе останеме без држава, или не знам до кај ќе иде, до хаос. Дали не мислиш дека со прифаќањето на Преспанскиот и Бугарскиот договор, одредниците што ги има во нив и прифаќањето на истите значи правна смрт на македонската нација? Да, да. А таму Тоа е е земен дефинитивно, пат. па видете, една од работите што Бугарија, пак ќе кажам, Бугарија што го прави денеска, не сака ние да се признаеме дека сме дел од бугарите. Па тоа е више крајната цел. Нас више ни го смени името, не сме више македонци, меѓутоа мораш да се дефинираш. Мора да те дефинираат. Не можеш ти у облаци да да шеташ. Да, Мора да се дефинираш. И сега како? Остатокот, бугарската нација, остатокот, српската нација. Тоа е тоа. А да се вратиме на Охридскиот договор, резултатите и што ги има е на континуирана криза и етничка нетрпеливост Така е. и етничка непослушност, би го Така. кажал. И кршење на самиот устав, затоа што они предвидуваат со рамковниот договор, нели, вработување по БАДНТ, по етнички клуч, не знам, уште на факултет запишување по етнички клуч. Че јас немам проблем некој албанец што стварно знае, што е образован, што може да помогне за општо добро на држава, да биде директор негде. Немам ја тоа проблем. Да и министер да биде. Немам проблем некој што стварно албанци немаат пари да се запишат на факултет. Да. Значи немам ја тоа проблем. Тоа луѓе сме, сите сме. Да. Сите ќе најдеме разбирање. Меѓутоа само едни, само за едни. На остатокот, врз остатокот на Да. другите е проблематично. Што и од другава страна имаш истиот случај. И кај другите, и кај ромите, и кај македонците, и кај србите, кај сите имаш исти случаеви. Немаш ти само една. Тоа значи кршење, фаворизирање на еден етникум. Да. А во тој случај пак се врши мајоризација врз другите. Да. Така да на тоа и затоа таа и етничка нетрпеливост и све, значи проаѓа од таму. Значи мора да има правична и еднаква застапеност според устава. Значи сите се луѓе без обзир на нација и на вера. На сите треба да им се даде шанса. Дали при вработување, дали да покажат колку знаат, значи дали на факултет упис да имаат право сите. Етнизацијата и политизацијата е предуслов за вработување. Така е. Значи етничката припадност и политичката припадност, а не мерит системот и професионализацијата. И сега водиме, се напунија кадри во одредени институции кај што се потребни врвни професионалци, а не можат да одговорат на таков предизвик. И ти имаме проблем. Јас си мислам среќа што немаме национална авиолинија, затоа што пилотите, дуи и останатите ќе бараат да бидат вработени по етничка линија, пошто зашто, така да ќе влезевме во авион да не вози албанец, а не знаеме дали тој е способен да Добро и нашиот да лета. зборуваме. И исто и за нашиот, не е тоа проблем. Кај нас не се расени дека партија и држава се две различни нешта. Кај нас партијата е држава. Тоа знам еден СДСМ Никола Поповски министер викаше што ќе ни е државата која немаме партијата. Да. Значи околу наводневник го пишуваш. Значи место обратно да видиш што ќе ми е партијата која ќе немам држава, како ќе ми функционира. Тоа ќе каже, со тоа сака да ти каже дека фактички партијата нас не е мафија.
Може да се функционира и без држава и у 3-4 држави. Сицилијска мафија. Тоа значи мора да се направи стриктно расследување меѓу тоа што е држава, што е партија. Тоа не може да биде исто. Значи не може некои места од државата да зависат од етнички клуч. Еве, значи гледате во Гостивар што се деси. Гостивар, Не и од етнички, од партиски клуч. Партиски, кандидатот за Дуи победи, он е доктор, ја стави директорката, вршител на должност во водовод и канализација. Они си направија тоа што направија и имав резултат. А докторот кој треба да има високи морални и етички стандарди, не осеќа никаков морална одговорност, што тоа ја поставил Пуленката од својата партија. И тогаш секој рационален гледа каков е овој доктор без никакви морални вредности, се положил Хипокритова заклетва. Како положил, не знам. Може по телефон, по имейл, сега имате нешто и свашта. Нажими мајка. Така да, тоа значи ние сме во фаза, како што кажав, значи што мора нешто да се превземе. Значи единствено решение за сега, јас што го знам, е уставотворно собрание. Како тоа би изгледало во твоите очи? Па значи уставотворно собрание, значи целта е, како што кажав, создавање на нов устав, значи нов уставен поредок. Тоа значи често се прави кога веќе државата као наша више во колапс. Хакирање, колапс, кога више политички нефункционалноста е примат. Што би рекле после да кажеме е изеден, е разједен, ни закони више не важат, ни закони може да средат нешта. Да. Тоа се прави, значи законите крајно или се игнорираат, парцијално се имплементираат, или имаме двојни критерии, за едни и за други не важат. Така е, за едни важат. Немој да мислите дека сите за мамини дечиња и галеничиња дека важи. Значи не им верувам. Те секогаш се провекувале. Така да и сега не им верувам дека важи за обичен народ, кој што не сме, кој што не ни е вујче у полиција, што вика народот, па да ни ја искине казната. Така тоа се значи што доведува до нов устав и ново уставотворно собрание. Значи уставотворното собрание значи се прави во такви моменти. Се избира значи на референдум, народот значи го избира, ги избира делегатите. Тие значи седнуваат, прават нов во одреден временски период колку ќе се одреди, значи прават нов устав. И значи кога ќе се донесе повторно се иде на референдум, народот го изгласува новиот устав, се прогласува и почиња да функционира државата според новиот устав. Значи значи кога се распушта, значи на крај се распушта уставотворното собрание, се организираат нови избори, меѓутоа пред тоа треба значи нови политички субјекти. Она што значи ние мора да го направиме. Значи стариве партии мора да се отидат во историја. Какво име, такви политичари со нивните биографии, епитафи, не знам што ќе се отидат во историја на заборав, таква како што е. Значи да не се дозволи повторно да се провлечат. Че ќе се создаде може ново ВМРО. Тоа мора да биде со нови луѓе. Дали тоа ново уставотворно собрание би требало да има етнички или национален карактер? Што? Значи национален карактер. Добро. Кажи ни нешто поише за тоа. Значи има неколку фази. Значи тоа се избира, значи како што кажав, или референдум од 1500 глас, од 150.000 гласови или граѓанска иницијатива. И тоа е поубаво референдум, веќе посилно од граѓанската иницијатива. Кај нас во овој сега устав што го имаме е спорен членот 129, кој тој кажува дека може само комисија да спроведе уставни измени. Меѓутоа не е предвидено уставот овој сега што е да во своите член нема во својот устав, во уставот овој сега немаме застапено заменување преку уставотворно собрание. Значи преку референдум ние можеме
да поднесеме барање за да се формира уставотворно собрание. Меѓутоа пред тоа ќе мора да се направат измени во уставот. Во тој член, за да во овој сега устав да се направат да се воведе че дека може да се направат измени преку уставотворно собрание. И тоа значи уставотворното собрание има неколку фаза. Значи како што кажав, уставната одлука значи треба да се прогласи, значи референдум дека народот сака, значи со прашање дали се за уставотворно собрание, од таа и таа причина да се одржи, да се смени уставот. И тоа значи кога ќе се среди, ќе се направат измени во уставот, се донесе одлука за започнување на уставен процес. Се иде значи прво се избираат уставни делегати или пратеници, што тоа се бираат од цела територија, од што би рекле ние, од секој град, од секоја мало, честните луѓе, значи кои што се од диаспората, од трите дела на како што ни е поделена историски Македонија. Значи тие заедно со експертска комисија го прават новиот устав. Со него значи ние ќе се вратиме преамбулата, и основските принципи. Така, правниот систем онака како што треба, економски систем како што треба, политички систем, ќе се бидат одредени човекови права и слободи, грижа за малцинствата, че некој нема да ги занемарува. Никој не му паѓа на памет да лимитира било какви малцински права од секој нас. Во републиканските уредувања секогаш било мнозинството се грижи за малцинството. Тоа е фундаментот на демократијата. Така, ако тоа не се деси нешто хикс, што би рекле, си има и меѓународен суд, си има, значи, кај што можеш ти да се избориш, ако више државава направила некој хикс. Че има правни механизми. Кога ќе се донесе, значи, ќе се направи, значи, нацрт на новиот устав, тогаш више повторно референдум, што и може, ама и не мора. Јас би сакал, дека сум таков човек што смислам дека секогаш народот треба да се прашува, да се донесе одлука, да му се презентира на народот и повторно на референдум он да изгласа дали сака нов, дали го прифаќа уставот или не. Народот веќе се кажа на 30 септември 2018 што сакаме, што мислиш за тоа? Така е, значи, меѓутоа ова е друго. Да, беше за друг референдум, сега сме за друг референдум. Доколку не го прифатен, че се иде на доработка, се поправа тоа што не е вред. Кога ќе се прифати, значи се оди кон преводна фаза, 6 месеци значи треба да се имплементира за да настанат новите промени и кога ќе заврши тие 6 месеци значи уставотворното собрание се распушта, меѓутоа пред тоа значи мора да се организираат нови политички партии. Со нови луѓе ќе се излезат со своји програми, со своји политички цели, народот ќе ги избере и ќе се почне значи да се функционира новата држава, новиот начин, новиот правен и политички систем на уредување. Да. Претходните договори све што било и рамковен, и преспански, и тиранска платформа, па ја мислам дека и НАТО ќе си отиде, све што се те територијална поделба си отидат во историски, бидејќи уставотворното собрание и новата држава не го потпишала тоа. Да. Така, за да излеземе од оваа заебанција која не внесува политичариве под притисок што од надвор, што заради сопствени интерес, и ние залюбувајќи се во нив, без да гледаме што ни прават, еве го решението. Ако некој знае друго, нека го каже. Јас ова го знам. Да, дефинитивно. Кои се, значи, кој тоа би го признал? Чисто онака прашање. Како мислите, надвор или внатре? Да. Ама тоа е више, ако се иде на референдум, е волја на народот сега. Че волјата на народот мора да се призна. Значи, ние имавме, ти го спомна референдумот. Меѓутоа референдумот во цел свет, значи, по медиумите излезе дека е неуспешен. Никој не кажа дека не успешен. Дури ја колку што разбрав и во Обединети нации се зборува дека тој е неуспешен.
дека на Нимиц не се уште потпишани дека ние сме смениле име. Дека се уште не е решено и во Обединените нации тоа прашање. Апсолутно. Референдумот докажува дека народот не се согласува со тоа. Да, и сега ни се сервираат замена за тези, Да? дека ние сме преку одредени телефонски сондирања и мислења на 1000-1200 луѓе дека 80% се за Европска унија и дека мораме да ги прифатиме бугарите. Значи замена за теза телефонската сондажа и сондирање на мислењето од мал број на луѓе е репрезентативно, а се игнорира референдумот од 2018, кај што ние чисто јасно и кристално кажавме не на ЕУ и НАТО под името Северна. Да. Од тогаш, знаеш, лагите се вистина, а вистината е лаг. Да, тука е целата проблем. И само така може да продолжат. Така е, затоа што нашиве политичари немаат ни визија, немаат ни цел. Не знаат што да прават со државата, мислат дека ние ќе влеземе во Европска унија, ќе добиваме пари од фондовите, нивни, и така ќе живееме. Тоа не е ни долгорочна стратегија, нит визија, нит ништо. Ти треба држава сам да знаеш да ја изградиш. Таа сама да функционира. На своји нозе, како секој човек што викаме ќе се вработи, ќе почне да функционира на своји нозе. Не ставно друг да му дава нешто. Така и со држава. Тоа што немаат визија, ни едните, ни другите, ни стратегија, ни визија. Ни не знаат што е тоа држава, знаат само дека ќе влеземе во некоја Европска унија, ќе ни даваат од фондовите некој денар. Меѓутоа, што ако таа унија утре јас нема? Не може вечно да живее. И Советски сојуз сите викаа вечно ќе живее. Па не. Југославија која генерација веруваше 89-та дека ќе ја нема? Па еве ја нема. Че ништо не е вечно. Да. И Риму требаше 500 години, не знам колку таму, па се распадна на крај. Ништо нема вечно во овој свет. Да, дефинитивно, иако така не знам дали нема друго чаре. Они мислат спас на држава и да се извадат себе си дека нешто направиле, сториле Европска унија. Беше и НАТО дочера истото, сега е Европска унија. И друго што е интересно, имаме значи Европска унија веќе не се пропагираат тие така наречени европски вредности кои знаеме ги нема, него се пропагира последниот пат кога беше Марта Кост да ќе добиете толку и толку пари, ќе ви се отвора толку. Значи отворено подплатување на народот, политичарите и нацијата, дојдете ќе ви даеме пари. Само ме потврдува тоа што го кажав претходно. Они мислат дека народот е овдека, овој народ без обзир на све прошол и сито и решето. Не само овие 20 години, 100 години претходно. И не може да не знае што е вредност и што е морално. И плюс тоа на никој не му одговара европската вистина дека македонците во Европската унија, особено во Пирински и Егејска Македонија, немаат никакви основни човекови права и фундаменталните за права што ги има било кој граѓанин на Европската унија што се дел од законите на Европската унија не се почитуваат. А нас ни кажуваат правна држава, почит на законите, уставот и така натаму. Значи тука е и тоа се игнорираат и се проширува една приказна дека ние ќе бидеме обединети македонците во Европската унија, што како ти ќе бидеш теоретски е така, но дали ќе имаме права? Како ти ќе бидеш обединет кога нема да постоиш? Апсолутно. И тоа е уште една промоција на лага, пропаганда, лажни наративи и така натаму.
Значи јас ги Услов е да се самоукинеме за да влеземе во Да. Европа, а ќе бидеме обединети, нели? Јас ти кажувам, а можеме да ти кажам, значи ти знаеш дека кратко време работев во медиум, Да, па знам кога ни кажува тоа што се поводи извештајот да излезе на Европска унија, во кој секој извештај услов ние бугарите да ги внесеме во устава. да. Нас ни викаа, ама крийте го тоа, него истакнувајте во јавно да не се знае. Зашто? Затоа што ќе се евроскептицизам ќе се ширува овдека, опозицијата ќе напаѓа. Тоа на страната на Европска унија го имате извештајот. Да. Како ќе го скриете? Не, јас кажав, они немаат визија, немаат ни алтернатива, ни визија. Прво визија за да изградат држава како што треба. Да. Че ти кој што знае да изгради нормален човек, асален човек, прво ќе знае, ќе рече чекај да застанеме на своји нозе, па ако ќе застанеме на своји нозе, ќе гледаме што ќе правиме, дали лево, дали десно, дали запад исток или и без нив ни ќе бидеме. Да, Еве ви Швајцарија ви е тоа. апсолутно, Не се не треба ни Европска унија ни ништо. точно е. Ма овие кои што таму знаат, овие дека треба прво да застанат на нозе. Значи да се изградат. Овие кај нас нит визија, нит стратегија, не знаат што да прават више. Слепа послушност, примање на странски Ги гледам невлади. дека сега пред некој време наставните програми за гимназија сега ја реформира. Ужас. 88 ја мислам дека се премија. Колку и да се стари него сега во 21 век. Ужас. Што така? Ги подпишува министерка, дали гледа, дали не гледа, не знам. Да. Па се фали вака, онака образование. А ужас. Да. Што да кажам? Ништо, Повеќе. многу добро, види, си имаш своји ставови, апсолутно релевантни, тие се базирани врз искуствата. Здравството да не го спомењам веќе. Здравството, да. Мишко, благодарам многу што за кратко време Благодарам и на вас за поканата. да се одзва на мојата покана. Во овој знам дека логистички имаш проблеми да дојдеш до овдека и благодарам што издвои свое време за Благодарам и на тоа. вас. Се надевам ќе слободно ти окуражувам и поттик да си ги правиш своите блогови константно и редовно. Интересни размислувања имаш. А вас да ви се заблагодарам што не следевте во овој врел августовски ден со мислата дека ние мора да си го вратиме уставното име Република Македонија и да се извојуваме за еден нов АСНОМ. Кога ќе се случи тоа не знам, но јас знам дека еден ден ние македонците ќе го направиме тоа. Благодарам многу што не следевте, до следното јавување ви пожелувам се најдобро.